Чешката компанија Шкода, која работи под капата на Volkswagen Group, го представи својот најнов модел Epic, со кој брендот врти нова страница во процесот на електрификација. Откако неговите браќа Cupra Raval и Volkswagen ID Polo и беа представени на јавноста како автомобили кои треба да ги направат електричните автомобили подостапни на пошироката јавност, истата задача во брендот од Чешка ја доби новиот Epic. Тоа не значи дека новиот Epic е ефтин. Не. Новиот Epic треба да понуди нов, електричен, урбан SUV со напредна платформа, долг домет и брзо полнење. Комбинација на фактори кои заеднички прават нова слика за електричните автомобили. Новиот Epic е развиен на новата MEB Plus електрична платформа, која беше развиена за компактните автомобили со погон на предните тркала. А оваа архитектура овозможува користење на помали батерии, помала потрошувачка и поголем простор за патниците внатре. Во поглед на димензиите, Epic е долг 4,171 метри, широк 1,8 метри, висок 1,58 метри и со меѓуоскино растојание од 2601 мм. Дополнително, тој нуди одлични 475 литри багажен простор, еден од најголемите во својата категорија, поголем од 420 литри кај Renault 4 и 310 литри кај Citroen EC3. Epic ќе биде достапен со две батерии и три варијанти на моќноста. Помалата батерија има бруто капацитет од 38,5 киловат-часа и нето капацитет од 37,5 киловат-часа и користи литиум, железна, фосфатна хемија во батеријата. Поголемата батерија има бруто капацитет од 55 киловат-часа и нето капацитет од 51,5 киловат-часа, а користи никел, манганска и кобалтна хемија, со што нуди подолга автономија со едно полнење. Моделите Epic 35 и Epic 40 ја користат најмалата батерија. Првиот има моќност од 85 киловати или 116 конски сили, а вториот 99 киловати или 135 конски сили. Двата имаат вртежен момент од 267 Нм, домет од 310 км и максимална брзина од 150 км на час. На врвот на понудата е позициониран Škoda Epic 55 со моќност од 155 киловати или 211 конски сили, вртежен момент од 290 Нм и домет од околу 440 км. Максималната брзина на овој модел е ограничена на 160 км на час, а со брзиот DC полнач од 10 до 80% батеријата се полни за околу 24 минути. Преку V2L системот, енергијата од батеријата може да се користи за напојување и на други уреди надвор, како што се електрична скара, велосипед, надворешна лампа, кафемат и многу други нешта. Во интериерот Epic користи минималистички дизајнерски пристап. Таблата е чиста, контролите остануваат лесни за користење, а преку големиот 13-инчен инфотейнмент систем, базиран на Android технологија, делува како централниот дигитален центар на возилото. Нуди нови графики, редизајнирани менија, Home екран со апликации поставени во форма на мрежа, со многу опции за персонализација и пристап до апликации како што се Spotify, YouTube и Google Maps. Конективноста е овозможена преку апликацијата My Škoda. Возачот може оддалеку да ги контролира функциите на автомобилот, да го менаџира полнењето на батеријата, да го стартува или запре процесот на полнење или да овозможи ладење или греење на внатрешноста оддалеку. Epic се подготвува и за мобилен дигитален клуч, технологија која овозможува наместо физички клуч да се користи iPhone или Android паметен уред. Со него ќе може да се отклучи и заклучи возилото, како и да се овозможи car sharing, односно користење на возилото од повеќе возачи.
Секако оваа технологија е особено згодна и при користењето на автомобилот од повеќе членови на семејството. А цената на новиот епичен Epiq, таа ќе се движи околу пристојни 26.000 евра. insensé où tout s'efface dans la lumière. Je veux sentir ton côté sauvage, celui que tu caches sans raison claire. Guide-moi sans réfléchir, puis serre-moi, fais-moi frémir. Plus de jeux, plus de faux mystères. Американскиот бренд кој живее и пулсира под капата на Stellantis, Jeep, го представи својот нов Avenger, и тоа во специјален момент, 85 години од постоењето на бренд. Новите верзии на Avenger, адутот во B SUV класата, веќе се продадени во околу 270.000 примероци, од кои 60% се електрифицирани. Денес, Avenger, кој е дизајниран и произведен во Европа, е најпродаваниот SUV во Италија и е еден од најпродаваните B-SUV модели во Европа. Во поглед на дизајнот, она што прво ќе ви падне во очи е предницата. Кај новиот Avenger ја имаме 7-компонентната маска, која сега е подобрена со LED ретро осветлување, инспирирано од новиот Компас, што маската ја прави веднаш забележлива навечер. Овој мотив е достапен како стандардна опрема во повисоко опремените модели и се очекува да биде заштитен и јасно препознатлив потпис на брендот и автомобилите што следат во Jeep. Возилото на повеќе точки по целата своја површина има заштитни елементи кои го истакнуваат и офроуд карактерот на Avenger и имаат улога да ја заштитат каросеријата од механички повреди и оштетувања. Избрани се и нови браници кои идеално се вклопуваат во сликата и нудат дополнителна офроуд заштита на возилото. Достапни се нови, дијамантски сечени или обоени алуминиумски фелни со големина од 17 и 18 инчи, како и нови раткапни на кои е изработен профилен мотив од Jeep Wheelie. Клиентите имаат можност покрај другото да изберат и црн покрив, со што може да го персонализираат својот Avenger и да ја искомбинираат црната со бојата на каросеријата. И интериерот во новиот Jeep Avenger е освежен. Применети се помеки материјали во панелите на вратите, а 4XE моделите имаат нови и долгорочни зелени материјали. Како што истакнуваат во Jeep, клиентите имаат целосна слобода да изберат мотор по нивна мерка. На располагање го имаат турбо бензинскиот мотор со 3 цилиндри, за фатнина од 1199 кубни сантиметри и моќност од 101 коњска сила, со вртежен момент од 205 ньютон метри, кој што е спарен со 6 степен мануелен менувач.
За подолг животен век и надминување на проблемите, кои во последно време беа синоним за бензинските мотори на Stellantis, вградено е ланче, а моторниот блок, клиповите и прстенчињата се дизајнирани за поголема робусност и контролирана потрошувачка на моторно масло. Како што велат во Jeep, токму овој мотор во подготвителниот период поминал 30.000 часа на сериозни проверки на тест клупата во која биле репродуцирани секаков вид и стил на возење. Како резултат на ова добиваме и нов сервисен интервал од 2 години или 25.000 километри, што кај претходните мотори изнесуваше 20.000 километри или секоја година. Останатите, како опција, ги имаат хибридниот мотор 110 HP-E хибрид, спарен со 6 брзински автоматски менувач со двојна спојка и интегриран електромотор и 48 волтна литиум-ионска батерија. Оние пак кои сакаат возило со погода на сите тркала, ќе го изберат моделот 4XE со 145 конски сили, електрифициран DCT и електричен мотор поставен на задната оска, кој испорачува вртежен момент од 1900 Нм на задните тркала. Клиентите пак, кои го преферираат целосно електричното возење, може да го изберат новиот Jeep Avenger модел со 156 конски сили, бруто капацитет на батеријата од 54 киловат-часа. Оваа верзија нуди автономија само на струја до 400 км. Како дел од опремата која ја нуди новиот Avenger, можеме да ги споменеме и целосно LED предните светла, автоматското долго светло, стартувањето на моторот без клуч, темпомат или круз контрол и автоматска регулација на клима уредот. Новиот Jeep Avenger е опремен и со infotainment систем со големина од 10,25 инчи, поврзан со Android Auto и Apple CarPlay, прилагодлив интерфејс и апдејти over the air. Мобилната апликација Jeep Mobile App им дава можност на клиентите да го лоцираат своето возило, да ги отклучат вратите, да го проверат нивото на наполнетост на батеријата, да го програмираат полнењето на батеријата и да ја активираат контролата на клима уредот директно преку нивниот паметен телефон. Првиот модел на Jeep Avenger што ќе биде лансиран е јубилејниот модел 85th Anniversary New Jeep Avenger, кој својата инспирација ја црпи од долгата 85 годишна историја на брендот. А на него има многу мотиви и логоа кои се врзуваат со 85-тиот роден ден на Jeep. Јубилејниот модел веќе е на продажба во европските салони. Frisson, pas le contrôle. J'ai visé droit. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Кога знаеш што му треба,
Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд. Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDock, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, диагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDock каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Италијанскиот производител Fiat за својот најиконски модел изработи нова, специјална и лимитирана серија New 500 Dolce Vita Special Series, која ќе ја комплетира хибридната палета на новиот 500. Оваа варијанта е достапна само во кабрио верзија, а инспирирана од италијанската ривиера и од софистицираниот медитерански дух од 60-тите години на минатиот век. Надворешно, специјалната серија има сет на ексклузивни дизајнерски елементи, како што се новите хромирани капачиња на ретровизорите, истакнатото странично лого Dolce Vita, нови 16-инчни алуминиумски тркала, специјална ткаенина на интериерот во сина боја и full LED светла. Од опремата специфична за овој модел, можеме да ја споменеме и автоматската контрола на клима уредот, сензорите за дожд и задните сензори за паркирање. Заедно со Dolce Vita Special Series, Fiat го промовира и новиот 500 3+1, во кој има мала задна врата на сопатничката позиција, која треба да го олесни пристапот во автомобилот на задната клупа.
SUV моделот на Mercedes-Benz, што гордо го носи името GLC, со години е еден од најпопуларните модели на марката. Како дел од големата продуктна офанзива на брендот, минатиот септември беше промовиран и сосема новиот електричен GLC, кој веќе на големо започна да се произведува во фабриката на Mercedes-Benz во Бремен. Луѓето од брендот со трокрака звезда, оваа фабрика ја потенцираат како центар на совршеност, особено за клучните модели во глобалната производна мрежа на Mercedes. Сосема новиот електричен GLC се произведува во халата 9 на фабриката во Бремен, во која успешно се тркалаат и GLC моделите со мотори со внатрешно согорување и хибридните мотори, како и моделот EQE, кој нуди широк избор на мотори и погони. Ова е де факто и најголемата хала во фабриката, која со декади работи во 3 смени и која се смета за пионер во електричната мобилност. Токму овде, во 2019 година, започна да се произведува првиот електричен автомобил на Mercedes, а тоа беше моделот EQC. Со новиот GLC, Бремен веќе станува дом на третиот серијски целосно електричен модел. Компонентите за електричниот погон на електричниот GLC доаѓаат од тесно интегрираниот производен ланец на Mercedes-Benz. Од 2026 година новите генерации на батерии доаѓаат од Акумотив во Каменц. Батериите се базирани на високоефикасна електрична архитектура од 800 волти со напредна хемиска технологија на келиите, кои обезбедуваат многу пократко време на полнење. Благодарение на оваа технологија, со полнење од само 10 минути може да се поминат околу 305 км, додека вкупниот домет на GLC 400 4MATIC со EQ технологија изнесува до 715 км. За електричните осовини и другите клучни компоненти на погонот се грижи фабриката на Mercedes во Хамбург, а единиците за електричниот погон доаѓаат од фабриката во Романија. Фабриката во Бремен постои 50 години, вработува повеќе од 10.000 работници и досега има склопено околу 10 милиони возила. Новиот електричен GLC треба да ја продолжи и засели оваа фантастична традиција на автомобили произведени во Бремен. Во неа, во моментов, покрај електричниот GLC, се произведуваат и EQE, седанската и караванска изvedба на C класа, CLE купе и кабриолет, GLC SUV моделот од средната класа, GLC купе, GLC со EQ технологија, Mercedes AMG SL и GT моделите, како и Mercedes Maybach SL. 7 од овие модели се произведуваат само и исклучиво во Бремен.